Најавеното чистење на дивите депонии во Карбинци од октомври е само почеток за решавање на проблемот со дивите депонии. Над 72 ѓубришта и 12 диви и нестандардни депонии мора да бидат исчистени за конечно да се стави ред во управувањето со отпад во регионот. Први договор за чистење на депониите подпишаа општините Карбинци и Македонска Каменица. Кај нас веќе е започнато со чистењето. Ние немаме многу диви депонии, да бидеме искрени. Кај нас има мал број по руралните средини, кои сме веќе во тек со чистењето, така да јас мислам дека не ни представува некој голем проблем и ќе биде се во ред во врска со таа тема. Чистењето во Карбинци ќе започне од октомври и таму ќе се чистат 6 депонии. Од кои што 3 се поголеми диви депонии во општина Карбинци, помеѓу кои Таринци, Карбинци, Аргулица, и оние помалите би рекол Радање, еден дел во Козијак и во Крупиште, со што со ова фаза ќе се затворат овие диви депонии, ќе бидат дополнително поставени табли за забрането фрлање на отпад. Најблиску до решавање на овој огромен проблем се и Виница, Пехчево и Штип, каде документацијата за старт на чистењето е речиси готова. Добро, имавме работен состанок со представници од Министерство за животна средина, се разгледуваше постапката за чистење на неколку диви депонии на територија на општина Штип на 5 локации. Веќе е започнат процесот, економскиот оператор кој што има обврска да ги исчисти овие диви депонии, веќе е во фаза на чистење, се чистат овие локации, дел од нив се веќе завршени, како што е локацијата во село Селце, Чардаклија. Главна цел ќе биде чистење на депонијата во која што се депонира отпадот од целиот град. На оваа локација се предвидува да се изгради претоварна станица која што ќе служи за депонирање привремено на отпадот и од оваа локација ќе се носи отпадот во регионалната фабрика или депонија во Мечкуевци. За да се започне со чистење во останатите општини, потребно е да се заврши изработката на планско-урбанистичката документација. Чистењето на загадените локации во источниот и североисточниот плански регион се одвива преку обезбедените средства од околу 10 милиони евра и со нив треба да се затворат нестандардните депонии во 18 општини од двата региона. По чистењето треба да се направи и рекултивација на просторот за чие одржување се одговорни општините.